Почитувани, добар ден. Постапувањето на јавниот обвинител по наредба на лице притворено за тежок криминал и злоупотреба на службената положба е невиден преседан кој е дополнителен удар во правниот систем. Насилното превземање на предмети од СЈО надвор од закон по наредба токму на истото лице кој е сомничено дека ги злоупотребувало токму тие предмети за политички притисоци и изнуда на пари, ќе креира анархија. Катица Јанева го оценуваше ВМРО да даде поддршка за криминогеното работење, а за возврат нудеше прекинување на постапките, што говори за мотивите поради кои тие се отворени. Истрошија скоро 15 милиони евра во нивното досегашно работење. Земаа плати од по 5000 евра само за да отвараат предмети кои би служеле за уцена и изнуда. По 5000 евра месечно. За ваков криминал мора да се одговара, а не да се бара нов, незаконски начин како истиот да продолжи. Доколку сакаме правда и правна држава, ваквите злоупотреби на системот мора да престанат и да бидат санкционирани, а не само да ја сменат формата и амбалажата, а во суштина да останат исти. Јасно е дека зад овој криминален концепт стои Зоран Заев. Зоран Заев е главата на криминално-рекетарската банда, која го штити и промовира криминалот. Зоран Заев сака амнестија на криминалот, не одговорност и санкции. Зоран Заев затоа одбива решение во кое што професионалци ќе го испитуваат рекетот. Затоа Зоран Заев се плаши дека ако предметите на СЈО завршат ги професионални обвинители, може да бидат разоткриени сите конструкции и местенки и некој ќе треба да одговара. Зоран Заев е лично исплашен за себе и за луѓето околу себе. Бидејќи со независен обвинител на чело на јавното обвинителство, тој ќе мора да биде повикан да даде исказ, затоа како што објавија медиумите неколку пати е спомнат во исказите на жртвите. Зошто Заев се уште не е повикан на распит е повеќе од очигледно. Причините се исти, како оние поради кои Катица Јанева цел месец по притворањето на Боки и Зоки се шеташе на слобода, се шеташе по плажите. Па дури откако случајот беше објавен во меѓународните медиуми и притисокот од меѓународната заедница стана преголем, тогаш власта реши да ја притвори. Секој граѓанин на Република Македонија виде како оваа ненародна и криминогена власт го има целиот систем под себе и дека нема да процесира обвинение за било кој незин функционер, член или било каков протеже, ако за тоа нема огромен меѓународен притисок. За владење на правото и враќање на довербата на граѓаните во системот, потребно е независно јавно обвинителство, кое нема да биде компрометирано како што е СЈО, со лица кои не се потенцијално вмешани во криминал. Ви благодарам.